Благодарам, господин председавач. Почитувани колеги пратеници, почитуван министр за финанси. Дебата за буџетот како најзначаен економски акт кој што се носи во собрание, кое што е фактички после неколку дена од усвојувањето на ребалансот на буџетот и реално да видиме некако јавноста, засегнатите страни се малку заинтересирани за овој најзначаен економски акт. Дали сте тоа должи на други теми во ова општество кои што се повеќе во фокусот на јавноста или се должи на, ако претходната година има некои поголеми очекувања од вас како нова влада во делот на тоа да буџетот биде во функција на економскиот раст, сега тие очекувања како да се паднати во вода после, да не речам фијаското, да речам Ќе ве молам малку мир. нискиот процент на реализација на онаа што беше ветено, а не реализирано, а што го констатиравме со ребалансот на буџетот. Токму и за тоа сакам да зборувам најпрво во отсуство на објективна критика за работите. Отсутството на објективна критика го покажувате и на вашите настапи на медиумите и во репликите и контрарепликите со колегите пратеници кои учествуваа во дебатата во првиот ден, а и денес. Имено буџетот како најзначаен економски акт покрај тоа што е годишен план на приходите и расходите, треба да е во функција и на економскиот раст. Буџетот има огромно значење, особено од државите кои што имаат понизок степен на економски раст, како што е кога станува збор за буџетот во функција на економскиот раст, државите кои што имаат понизок степен на економски раст. И сега функцијата на буџетот во насока на зголемување на економскиот раст треба да ја гледаме и преку реализација на капиталните инвестиции, преку фискалната политика што се води и секако преку поддршката на реалниот сектор, односно на стопанството. Кога станува збор за онаа вие што го викате, не сакаме да бидеме реални, а не како претходниците. Сметам дека воопшто не сте реални. Сакате тоа да го гледаме преку предвидувањата на стапките економски раст, сакате тоа да го гледаме преку реализација на капиталните инвестиции, сакате да го гледаме тоа преку финансиската поддршка на реалниот сектор, односно популарно од вас како влада наречена финансиска поддршка на инвестиции. Еве ќе почнеме од стапките на економски раст и вие милувате да се споредувате со предвидувањата на стапките на економски раст од страна на претходните министри за финансии кои се случува во непредвидливи економски обкружувања како последица на економските кризи и во ситуации во кои што меѓународните финансиски институции 2 до 3 пати годишно ги ревидираа стапките на економски раст. За разлика од тогаш, многу предвидливи се условите за предвидување во годинава и во ланската година. Меѓутоа и покрај тоа 2017 предвидено 1,6, остварено 0, 2018 оваа тековна година предвидено 3,2 во првото полугодие 1,6. Се надевам после прекинот на оваа општа расправа, кога ќе започне амандманската расправа, ќе го имаме третиот квартал и ќе видиме дали во третиот квартал имаме 4%, затоа што без тие 4% во третиот и четвртиот квартал не може да се достигне стапката предвидена со ребалансот од 2,8, значи намалено од 3,2 на 2,8, а реалност и според предувањата на кредибилни меѓународни финансиски институции е дека стапката на економски раст која што ќе се оствари во 2018 година ќе се движи од 1,5 до 2%. За годинава и покрај за следната година и покрај таквите потфрлања и во 2017 и 2018 предвидувате раст од
3,2%. Сега, тоа да не го споредуваме со онаа што беше ветувано во предизборната кампања, тоа е па многу далеко со онаа што е денес реалноста. Околу делот на капиталните инвестиции и изговорите и наоѓањето вина во претходниците за катастрофалниот низок процент на реализација, пак го ценам во делот на необјективност, во делот на немање на самокритика за работите. И сега наместо цела година гледаме дека не оди работата во делот на реализација на капиталните инвестиции и вие како влада на половина од годината да преземете нешто во смисол на потикнување на степенот на реализација, дали тоа ќе биде некое национално координативно тело кое што ќе ги координира министерствата, па и јавните предпријатија кои што се имаат највисок удел во проектираните капитални инвестиции. Цела година се наслушавме пролетна офанзива само што не дошла, причина се лошите проекти останати од претходниците, па ќе се забрзал процентот на реализација во периодот што следи, пролетта помина, офанзивата не ја видовме, до десен ќе почне, и сега помине и 9-ти месец, 27% реализација, отиде и 10-ти месец, 30% реализација во споредба со планираното, односно со според со ребалансираното 40%. И сега на таквата катастрофална реализација од оваа година, кој со ребалансот ја намаливте од 400 милиони евра на 300 милиони евра, предвидувате 420 милиони евра за следната година, што е цели 40% од онаа што со ребалансот го испланиравте, а ребалансот беше, да не речам вчера, завчера, а вие од ребалансот со 10 месец имате 40% реализација. Па како може сега да кажете дека вие објективно планирате, а некој претходно не прогнозирал необјективно? Мислам, воопшто не ви држи вода тоа. И немате изговори во делот на реализација на капиталните инвестиции. Во делот на остварување на стапката на економски раст, еднаш беа изговорите дека причината било градежништвото, и сега таму екзактно вадите колку проценти од стапките на економски раст остварени во минатите години биле последица на градежништвото, како на некого тоа да му треба, а заборавате да кажете дека таквиот раст на градежништвото беше единствен спас за придвижување на економијата во ситуација на драстично намалена екстерна побарувачка, во ситуација на криза во Европа. Од друга страна, долг период па за ниските стапки на економски развој беше автопатот Кичево-Охрид. Ама сега тогаш екзактно го утврдувавте колкав е уделот на автопатот Кичево-Охрид. Зошто сега да не го видиме колкав е уделот во следната година на автопатот Кичево-Охрид во оваа предвидена стапка на економски раст? Ако толку милувате како влада екзактно така да го утврдите уделот на Кичево-Охрид за тоа што имате ниска реализација во 2018, дајте да видиме колкав е уделот на Кичево-Охрид во следната 2019 година. Околу делот на поддршката на стопанството на инвестициите, на големи врати нели беше најавено финансиска поддршка на инвестиции, критикувано до фрлење на црно петно на претходната политика на привлекување на странски директни инвестиции и беше најавено, финансиска поддршка на инвестиции со подеднаков третман на домашното и на домашните и на странските инвеститори, како да претходната програма не важеше за домашни инвеститори,
не беше во тоа прашањето беше во тоа што домашните стопанственици не можеа да ги исполнуваат, да ги постигнат критериумите согласно таа поддршка. Меѓутоа, со ребалансот, иако со законот предвидувавте 15 милиони евра, со ребалансот намалевте на 10 милиони евра. Ако одиме по аналогија како ги реализирате капиталните инвестиции, прашање од тие 10 милиони евра колку ќе бидат реализирани. Ние па како опозиција, кога се носеше законот, критикувавме зошто зошто е во законот предвидено поддршката да важи во рамките на таа финансиска рамка, зошто и да не за други повеќе инвеститори ако се пребија финансиската рамка. Она испадна катастрофа. Значи и вие предвидувавте програма со која што домашната економија тешко ќе може да ги исполни критериумите на таа финансиска поддршка, тоа го потврдувате со ребалансот намалувајќи од 15 на 10 милиони евра, ама како што тргна работата со фонд за иновации и сите афери што ја следеа со таа финансиска поддршка, која што денеска не е исплатена, а објавата на добитниците беше во јули месец, сега сме веќе декември, на прагот на декември месец, едино ако е нешто исплатено деновиве, меѓутоа до пред една недела не беше исплатена никакви средства од таа програма. Сега да очекуваме аналогија на таа од фонд за поддршката од фондот за иновации, што ќе се случи па со оваа финансиска поддршка на инвестиции. Меѓутоа, тука сме да видиме какво ќе биде таа финансиска поддршка на инвестиции, нели најавувана фанфарно на големи врати. За следната година предвидувате 12 милиони евра. Што да очекуваме кога бруто инвестициите во првата година од 2018 просечно паѓаат 10%. Првиот квартал 11%, вториот квартал 10%. Значи во таков пад на бруто инвестициите, кои се тие инвестиции што се случуваат во Република Македонија, кои што оваа влада ќе ги поддржи. Општ факт, а тоа и бројките го потврдуваат, постои страшна дезинвестиции во Република Македонија. И не знам на кого ќе се однесува таа финансиска поддршка на инвестиции, овие 10 милиони евра резервирани со ребалансот и 12 милиони следната година, кога реалноста е дека приватните инвеститори не инвестираат. Околу делот на странските директни инвестиции, наместо да бидете објективни и да кажете дека оние што ги најавувате според евиденцијата на Народна банка на Република Македонија и извештаите, дека се работи 370 милиони евра, дека се работи за заеми помеѓу поврзани предпријатија и дека се работи околу 300 милиони евра и околу 70 милиони евра помеѓу хоризонтално поврзани друштва, кои што се должат на средства, заеми кои што ги добиваат фирмите ќерки во Република Македонија, кои што екзистираат во тирзовите, за тековно работење. Се работи за заеми за тековно работење на веќе постоечки капацитети во тирзовите. Никој во држава не гледа нов отворен капацитет, проширување на дејност и влегување на нови работници во некој ново отворен капацитет. Ова се фактички средства за тековно работење. А вие популистички терате 370 милиони евра странски директни инвестиции за прв пат во историјата и така натаму. Меѓутоа, таквиот популизам не знам до каде ќе не донесе, на крајот ќе ги видиме стапките на економски раст и ќе видиме тие дали ќе се реални или се поразителни. Градежништвото веќе, не знам, веќе и да не го збориме, таков пад на градежништвото не се случило во последните 20 години. Сега во делот на
онаа што вие го ветувавте, а тоа е порамномерна распределба на доходот во државата, предвидувате измени во фискалната политика, со кои што воведувате повисоки стапки за 50% повисоки за данокот на персонален данок за добивки од игри на среќа, за приходи од камати на штетни влогови, приходи од кирии и закупнини, приходи од капитални добивки, а како параван за сите овие зголемувања стои прогресивното одоначување на праг над 90.000 денари, кој што ќе има минимален фискален ефект во сета онаа маса која што е на пари што ја предвидувате со зголемувањето нели на персоналниот данок и која што има таргет некаде околу 4500 лица, меѓутоа ви служи како параван за наводна порамномерна доходовна порамномерна распределба на даночниот товар. И сега тука не ви оди во прилог Джини коефициентот кој од 2010 година изнесувал 41%, сега е 33%, мислам 2016 последен податок. Не ви оди во прилог тоа што според податоците на Светска банка бруто домашниот производ по глава на жител во 2005 година, например, бил 28% во споредба со просекот на Европската Унија, а 2016 37% во споредба со просекот на Европската Унија, што е значително приближување кон просекот на Европската Унија. Дали е тоа доволно? Не е доволно. И не ви одат во прилог тие податоци и правите споредби за распределбата на доходот помеѓу 1% најбогати и 1% најсиромашни. Ама во тој 1% најсиромашни ќе ги ставате и оние што добиле некој доход од 3 дена ангажман во годината или добивале пари на, не знам, на кладилница. И така, тие споредби ќе ви дадат огромни разлики во огромна доходна нееднаквост. Ако почнеме да збориме за тоа се случи и на првиот ден дебата за буџетот, да го критикуваме прогресивното одоначување, веднаш вие сте за богатите. Значи не смееме да прозбориме. Веднаш по политички се лепи етикетата, вие ги браните богатите. Ништо, така е, нема збор. Популистички е така. И продолжете така по медиумите, а ќе си го видите фискалниот ефект на крајот на 2019 година и кој ќе биде ефектот од еден мигриран со 120.000 денари плата во Република Македонија, со сите придонеси персонален данок, а кој ќе биде ефектот фискален од онаа што вие го воведувате, односно дополнителни 888 денари за оној што зема 100.000 денари плата, и кој ќе биде ефектот со мигрирањето на IT инженери, доктори и така натаму. Сигурно фирмите во кои што овие 4500 лица земаат вакви примања, не се обични гранапчиња, туку се големи компании кои што лесно можат да ги мигрираат овие вработени со овие примања во држави кај што се пониски даноците, или да најдат начин за друг заобиколен начин на исплата на доходот. Меѓутоа, продолжете да ни ја лепите етикетата за тоа дека ние ги браниме богатите, а дали ние како гарнитура ги браниме богатите, доволно е да го видите Джини коефициентот, доволно е да ги видите за колку производи е воведена повластена даночна стапка за потрошувачки данок во сите изминати години, и тогаш ќе можеме да збориме дали ние ги браниме богатите или ги браниме оние со пониски лични примања.
Во делот на проектите за 2019 година мора да признаете дека немате ни еден нов проект. Сите проекти се фактички проекти кои што се започнати од претходната гарнитура и дека немате ни еден проект кој што би бил водечки или неколку проекти со кои што би се пофалиле. Во делот на субвенциите во земјоделието, цело време со години наназад ја критикувате политиката на субвенционирање и односот на субвенциите и растот на извозот, на вредноста на земјоделското производство. Оваа година покажа колку во тоа вие нешто не сменивте ништо во делот на субвенционирањето на земјоделското производство во смисол на нивно поголемо развојно ориентирање, туку имавме најкатастрофална година во изминатите 15 години, кога се во прашање цените на земјоделските производи, а не така одамна се сеќаваме кога министерот за земјоделие шетавше по земјоделските региони во Република Македонија и така неекономски зборуваше за договорен откуп и договорени цени на земјоделските производи. Тоа е во делот на неконзистентноста на економската политика, па и вашите пресконференции за задолжувањето и редица други политики, испраќањето на писма до инвеститорите на евроврзницата, носењето на психоза за страв, за девалвација на денарот и редица други политики кои што го одбележаа вашето опозиционо делување, кои што сега кога сте во функција да тие очекувања од граѓаните кои што ги ветувавте, меѓу кои 5% годишен раст на економијата се далеку од реалност. Така да вие не останувате на онаа што го планирате, а за конзистентноста со онаа што беше СДСМ во предизборието и онаа што е СДСМ сега на власт, веќе и да не зборуваме.